Да, жената е столб на семејството, а семејството е столб на општеството. Токму за овие жени херои, кои што по цел ден имаат некакви обврски, без разлика дали станува збор за обврски во домот или пак обврски надвор од него, на нивата, во полето, ќе зборуваме во следниот разговор. Имено на 15. октомври во Македонија се одбележува Меѓународниот ден на руралните жени. Токму по тој повод со нас во студиото е господја Васка Мојсовска, председателка на Националната федерација на фармери. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам за поканата. На почеток, јас би го започнала разговорот со едноставно прашање. Колку овој ден, Меѓународниот ден на руралните жени, е важен за вас и кој се ќе земе учество во него? Заборавив само да спомнам дека дента ќе се случува во село Дихово, во Битола, една трибина со наслов "Родовата еднаквост на руралните жени, подобрување на економскиот статус". Така е. 15. октомври е Меѓународен ден на руралната жена, кој што во 2008 година Обединетите нации го прогласија како таков ден и од тогаш наваки во 80 земји во светот се одбележува 15. октомври како денот на руралната жена. Македонија е една од тие 80 земји и токму Федерација на фармери, односно Националната федерација на фармери, е таа која што 16 години поред го одбележува овој ден. Тој ден ние секоја година го организираме во рурални краеви и на тој ден доаѓаат жените од рурални средини, членки на Федерацијата, кои што имаат можност да подискутираат во врска со проблемите, со недостатоците и предизвиците со кои што се соочуваат, да разменат искуства, а секако и да научат нешто од трибините кои што ги организираме. Оваа година, како што рековте, ќе се одржува во Битола, во село Дихово, и на настанот ќе присуствуваат некаде над 200 жени од цела Македонија, од руралните краеви. И на самиот настав, на самиот ден, на наше големо задоволство, ќе ни присуствува и председателката на Македонија, госпоѓа Гордана Силјановска-Давкова, а секако тука ќе имаме и министрите од Министерството за земјоделство, за труд. Тука ќе биде Жаклина Пешевска, пратеничката, која што е председател на Собраниската комисија за еднакви можности на мажите и на жените. Секако тука ќе биде и подпредседателката на Собранието, госпоѓа Весна Бендевска, и ќе имаме гости од амбасадите од Шведска и од Германија. Така да јас се надевам, да не испуштам некој градоначалникот, секако ќе присуствува на Битола, и ние сметаме дека преку овие настани и преку овие трибини и одбележување на овој ден можеме да влијаеме на институциите за донесување на мерки, програми, планови за воиднина да се подобри статусот на руралната жена во општеството. Но на настанот, се извинувам што ве прекинав, на настанот ќе бидат доделени и признанија на успешни жени. Жени, да. На самиот настан секоја година доделуваме признанија или благодарници на успешни жени и организации кои што се занимаваат со правата на руралните жени, така да и оваа година ќе доделиме неколку признанија на жени кои што целиот свој живот работат земјоделство, кои се постигнале во животот, напредуваат и едноставно останале да живеат на село и работата која што си ја работат, си ја сакаат, и покрај сите предизвици и проблеми со кои што се соочуваат. И самите спомнавте дека дел од жените во Македонија решаваат да останат да живеат во село или во руралните области, што само по себе не ја намалува нивната
важност, значајност, способност, умешност и успешност во она што го работат. Во рамките на овие денови ќе биде презентиран и ревизорскиот извештај Родова еднаквост и зајакнување на жените од руралните средини преку нивна инклузија на пазарот на труд. Како председателка на Националната федерација на фармери, веројатно логично е да ве прашам што открива овој извештај и дали руралните жени или жените од руралните области се подеднакво застапени на пазарот на труд како и останатите? За жал, токму овој извештај ќе ни покаже со какви предизвици и проблеми се соочуваат жените од рурални средини, ќе ни ги каже процентите колку се тие економски моćни, колку имаат имот на сопствено име во руралните средини, а за жал тие бројки се многу мали, колку имаат услови за живот подеднакви како што имаат и жените од урбаните средини, и се надеваме дека преку овој извештај и презентирање на овој ревизорски извештај дека ќе допреме до слухот на институциите за тие промени да почнат да се реализираат. Затоа што жената во руралната средина, таа, освен што е вредна, работна, од утро до мрак, нели, работи на својата фарма и во домот, таа се соочува со социјална исклученост, таа се соочува со нееднаква распределба на приходите и на ресурсите. Таа се немо покорена на традиционалните норми и не го искористува правото на собственост на имот. Значи, не си го бара тоа право кое што со закони е гарантирано, нели, на право на имот. Затоа имаме само 5% жени од рурални средини кои што имаат имот на собствено име. Исто така имаат недостаток од ресурси како што се социјален живот, културен живот, потоа ограничени се со превоз. Имаме села кои што се уште нема секојдневно превоз до градовите. Потоа недостаток на здравствени установи во кои што може жената, нели, од руралните средини да и бидат блиску и да отиде да се направи контролен преглед. Имаме за жал се уште села во Македонија кои што има недостаток на вода и чиста вода за пиење. Тоа не треба да се случува во 21 век. Сите тие услови треба да бидат подеднакво распределени низ цела територија. Не само за жените да можат да останат во селото и нели да работат и да им се олесне работата. За жал немаме ни градинки, например, ако сака жената да го остави детето и да оде на поле, таа е приморена да го носи со неа на поле затоа што нема каде да престојува, нели? Или нема кој да го чува. Така е. И затоа сакаме еднакви услови и за младите, и за целото рурално население кое што живее, нели, исто како во урбаните средини. Не велам дека тоа е невозможно, може да се случува чекор по чекор со развој на општините и секоја локална самоуправа, не само да чекаме, нели, од државните буџети, од државните, нели, програми, туку секоја општина треба да си направи програма како ќе го задржи своето население, односно руралното население кое што работи земјоделство и кое што придонесува за тој општински буџет. Постојано повторуваме дека имаме проблем, не само ние како држава, туку генерално е тоа секаде во светот, Европа посебно, исселување на младите луѓе. Кај нас веројатно е малку повидливо затоа што и онака не сме премногу народ во оваа држава, па секое заминување на едно семејство, било каква миграција, дали е таа од село во град или од градовите надвор од границите, веројатно дупло повеќе ја чувствуваме отколку во некои поголеми држави. Токму од сите овие работи кои што ги набројав претходно и предизвиците со кои што се соочува, нели, руралното население,
и од ред други причини, нели, кои што се случуваат, населението, нели, не мигрира од руралните средини. И пред тоа, ако беше од село во град миграција, сега од село во друга држава. Жално е тоа. Сега и од град во друга држава, за жал. Така е. И жално е тоа, особено па во руралните средини, затоа што секое семејство си има свој имот со земја, кое што, нели, ја работеле со генерации претходно тоа семејство и жално е да остана таа површина, тие ниви необработени, неискористени, и да не можеме, а сето тоа за сето тоа е губитник државата. Државата, се разбира. Тука имаме и други некои проблеми со кои што, например, пласманот на земјоделските производи, откупните цени, далеку високите производни цени, и сето тоа влијае на, нели, на таа миграција која што ја имаме. Дали може Националната федерација на фармери да им помогне на руралните жени? Ние, токму и тоа ни е целта, лобираме и сме гласот на жените, затоа што ние сите проблеми и предизвици ги црпиме од нашето членство, од терен, нели, затоа што имаме членство низ цела држава и токму со нивни предлози и со препораки бараме да се подобри оваа ситуација. Во случајот со руралните жени како организација во 2018 подпишавме декларација со двете министерства, Министерството за труд и Министерството за земјоделство, дека ќе работиме заеднички за социоекономско јакнење на руралната жена. И ние преку таа декларација баравме да се направат неколку програми и мерки преку програмите за рурален развој од Министерството за земјоделство. Успеавме да издействуваме мерката 115, односно фамозната рурална жена, таа мерка која што се вика, во која што се добива грант. Првата година жените добија 3000 евра грант за набавка на, нели, опрема за преработки на земјоделски производи, потоа беше 6000 евра, потоа сметавме дека и со мое лично видување во другите земји, особено во Словенија и во Хрватска, каде што жените сами си почнаа да си ги преработуваат земјоделските производи и им додаваат вредност на своите производи, си ги продаваат легално од клучен праг. Кај нас тоа беше недостаток. Ние со наша иницијатива од Националната федерација на фармери покренавме да се направат правилници преку Агенција за храна и ветерина за продажба од куќен праг на земјоделски преработки од земјоделски производи, од животинско и од неживотинско потекло. Овие правилници, наши членови учествуваа сами во изработката, во тимот на тие правилници, преку Агенцијата за храна. Многу наши жени, кои што дома си правеа преработки, сега легално можат да си ги продаваат, затоа што се регистрираа преку Агенцијата за храна како мали оператори и тоа многу им предонесе да им се покаче вредноста на земјоделскиот производ, да не бидат комплетно зависни од откупувачите и да го продаваат производот по цената која што тие ја нудат. Потоа баравме исто така подршка за тие жени. Најголемиот дел се жени, значи има и млади и мажи, нели, оператори на храна, но најголем дел се жени. Баравме подршка, така испадна и програмите за грантови од 10.000 евра за подршка на тие мали оператори. Исто како организација баравме измени на законот за вино, во кое што може да се регистрираат семејните винарии, кај што може да си го преработуваат грозјето од своето грозје. И тука успеавме и за среќа и за наша голема радост, еве јас доаѓам од Тиквешкиот крај, ние имаме многу жени кои што отворија сопствени винарии и сега се присутни на пазарот и успешно работат. Така да не се приморани да го продаваат грозјето во винарските визби по цена која што тајна нудат. Ние како организација гледаме на подолгорочни, нели, мерки кои што ги бараме од државата, затоа што сметаме дека токму преку овие програми
ќе ја раздвижиме руралната економија, ќе направиме мали брендови кои што можат потоа да прераснат и во поголеми брендови и не само да си преработуваат од нивните производи, туку можат и да купуваат од локалното население, нели, земјоделски производи и да прават преработки. Ние дај Боже да имаме во секое село некоја мини фабрика за преработки, па да нашите производи, земјоделски производи, да не ги извезуваме како сурови и потоа да пиеме сокчиња од нашите јаболка. Од нашите јаболка, така. За жал, така е. И затоа со овие ние чекори и барања гледаме да се олесни, нели, работата. Исто што сум горда и тоа што го постигнавме за индивидуалните регистрирани земјоделки, тоа беше наша заложба како Федерација на фармери за социјална програмата која што се донесе во 2023 година за жените регистрирани индивидуални земјоделки кои што ќе се остварат како мајки во таа година, можат да аплицираат и да добијат надоместок за мајчинство. Ние, за жал, тоа не можевме да го искористиме. Еве, јас сум жена земјоделка и ред други мои колешки, кога ние нели имавме деца и бебиња, ние тоа не можевме да го искористиме. Тоа беше неправда која што не бевме рамноправни, нели, како жените кои што работат во приватниот или во државниот сектор. И така да, ние сега моментално таа програма оди преку Министерството за земјоделство, но исто така ќе работиме како организација, тоа да стане системски. Потребно е да се сменат неколку закони за тоа да влезе во законите и во иднина да не се соочуваме, нели, дали има пари за оваа програма, па нема, така што да бидат еднакво жените, а секако и земјоделците, кои што немаат право, односно регистрираните индивидуални земјоделци, на болничко боледување. И тоа е за жал. Да, тоа се горливи прашања. Така да, како организација можам и цело попладне да зборам што со наши чекори работиме. Самото членство знае, нели, кои се нашите заложби и затоа секојдневно се повеќе и повеќе се зголемува на моја голема радост. Се повеќе и повеќе жени имаме кои што се приклучуваат во организацијата. Некогаш кога јас бев во 2006-2004 член на оваа организација, бевме само 3 жени. Сега веќе сме и во управувачкиот одбор, па и имаме и прва жена председателка после 17 години, нели, на самата фармерска организација. Имаме доста успешни жени кои што работат во село, само им треба, нели, да се потикне да ја добијат самодовербата за да можат да се истакнат. За жал, нашата рурална жена сето ќе го сработи, ќе го сре, но на крај се повлекува кога треба да се признае некој успех, таа го препишува на целото семејство или на сопругот или на некој друг. Јас ви благодарам што денес бевте дел од нашата емисија. Верувам дека ние можеме уште многу да зборуваме на оваа тема и токму заради тоа ќе ви кажам дека ќе имаме можност да се видиме многу скоро. Отворивте многу прашања, да се надеваме дека државата, институциите ќе смогнат сили барем на дел од нив да им се најде одговор. Јас се надевам дека со нашите барања, со нашето лобирање, дека ќе придонесиме, а секако за тоа морам да искажам благодарност до Шведскиот кооперативен центар VFX, кој што долги години ја поддржува ова организација и ги поддржува земјоделците да се борат за своите права. Токму и правото на породилно беше поддржана токму од VFX и една благодарност, нели, јас како земјоделеца и председателка на таа организација што еве долги години соработуваат со нас и не поддржуваат. Би сакала само за крај да го честитам денот на руралната жена 15 октомври, кој што нашите рурални жени со нетрпение го очекуваат, нели, тој ден, и да
кажам две пораки. Едната е до руралните жени. Тоа е да се бориме за нашите права, исто како што се бориме со климатските промени, со откупувачите, исто како што се бориме со земјата кога ја обработуваме за да произведеме земјоделски производ, како од рани утри мугри кога се станува, кога може да стане нели и да оде на поле да работи, така можеме да бидеме гласни и да се избориме за нашите права. А другата порака е, сакам до сите гледачи нели да ја упатам. Кога купуваат на пазар земјоделски производи, било да е пазар или маркет или во некое продажно место, да се сетат само колку труд и волја и желба и пот има во тој земјоделски производ од руралната жена, затоа што секој производ е поминат преку нејзина рака неколку пати додека да се произведе. И тука би се надоврзала и на кампањата ние како организација што ја правиме да купуваме домашни земјоделски производи, затоа што сами на себе само така ќе си помогнеме.